Добро вече или убав сон, драги приятели. Вчера, слушайки ги вестите на много наши телевизии, кажа интересна вест за пранешниот премиер и лидер на ВМРО Никола Груевски, дека сега може да се врати во Мур. Бидејќи законот, поточно казан законот, бил изречен за 2 години затвор за Мерцедесот, кој се уште се нормално користи, поминала. Се насмеав како аналитичар, кој разбрав дека за време на СДСМ тој закон е донесен од 5 години. Што тоа зборува? Факт е дека Никола Груевски, сегашниот премиер и лидер на ВМРО го донесе и го постави на негово место да му го чува местото. И да не пречи на Зоран Заев, така што многу работи. За време него ваѓа се случаја, па чак и 27. Знаеме добро април. Интересно, тогаш не беше во земјата, али намерено, намерно, немам докази. И замина, оставајќи ги да страдат неговите најблиски. Тоа е Гордана Јанковска и Милена Киневски. Гордана му заврши голема работа со Диво Насеге, кој министер за внатрешни, дека Милена Киневски реши многу работи као министер за транспорт и врски. И што се случува? Сето време Мицкоски е нападен, му чува грбот на Зоран Заев и Зоран Заев 2000 година ги добива изборите со 2%. Потоа на Мицкоски му се подготвува меѓу коалиција, бидејќи референдумот кога беше, Мицкоски исправи неговите луѓе кои што Милко од партијата и се обиде ВМРО да помне да ја очисти од Груевски. Тие 5 години законски што ја поминува, веќе 6 години, значи Груевски може да се врати. Сад дали тој закон, кој се прашува, намерно донесен, играта е играна, Мицкоски да одигра само епизод вода, за да повторно да биде аболициран и ослободен од поделата што ги направи. Не сум сигурен, но моите анализи зборува дека играта на Груевски почнува ако се врати, бидејќи не случајно меѓу од коалицијата беше. Значи, јадат сум на местото на лидерот на ВМРО да помне и актуелно пример Мицкоски, Христијан Мицкоски, би се отворил очи и на Грбошовиот и на отпорот на газот. Ова игра, одавно, подготвено, ја го коналици, би го кажувам, бидејќи се ќе се направи, се урне владата на ВМРО да помене, но зависи се многу реченовите на ВМРО, бидејќи колку Груевски, колку има потенцијални соработници, ако се врати време, а на се личи тоа, иако има таму и развиен бизнис во Унгарија. Како се договори и што ќе се случува, но интересен театар се отвори поточно представа, ќе се игра во Македонија. Особено ако се врати никогашниот лидер на ВМРО и премиер Никола Груевски. Но ја не верувам дека така да се враќа, а и не верувам дека актуелниот премиер, лидер на ВМРО му има заборавено за меѓу од коалицијата. И не случајно и Петровски, кој беше
негова дете или он го постави и за директор на музејот, така беше писано. Значи, играта е почната, значи ќе пробат однапред да се урива во мордопани влада. Значи, нема толку да биде, а така може да подпомогне доста и дуи, бидејќи со Груевски би се вратили они на власт. Значи, пред нас и интересен период, во моја анализа, немам аргументи за тоа време, а мојата анализа зборува дека е пред нас театар за уривање на владата и на премиерот напред од мора да помане од Груевисти ако стане. И што подрива повеќе од мислите. Но не верувам дека, бидејќи сега се на власт, дека ќе биде примен, но дали ќе се врати, ќе видиме. Може да му случи, ако се врати, да одговара и за други дела. Многу може лесно да се најде. Иначе он тогаш беше суден за смешна работа, да купува на автомобил кој се и сега користи, значи намесен судење му беше на него. Случајно ја ќе ви го цитирам Заев, кој кажа, ние со Груевски не си гледаме преку ништо. И Заев, кој му се закни со бомбите, он намерно го пушти тој снимак, а да не може да се користи во судски процеси, во порталите. Значи, се тоа го игра, но како ќе видиме, но што би рекли себите, нешто смрди у држави Данска. А што смрди, ќе видиме. Времето е пред нас, но почнува представа во Македонија за рушење на владата внатре од самото влада. Тоа е моја мислење, нема аргументи. Времето ќе покаже дали е мојата анализа точна. Драги пратели, посакам во сон и во нареден ден. А на примерот и лидерот на Лудовор да помане, која едно време го избиш и блокирал и објаснил мината моја анализа зашто, го советствам да отвори очи и на другот. Инаку, уште еднаш ќе повторам, оние што сакат да ги следат моите анализи, треба на YouTube да притиснат subscribe или претплати се бесплатно и наравно кои се допаѓа анализата, да стават така, како не, да се живи и здрави.